Јас не знам колку се вклопам во овој концепт за дневник, ќе се обидам да бидам во рамките на содржината која беше представена, но се надевам, верувам дека ви се допаднаа вестите што ги слушнавте, бидејќи сите беа добри вести и сите беа вистински настани. Настани кои се случувале околу Божик. И ретко слушаме на дневниците, на вестите, ретко слушаме добри новини. Обично информациите кои ги добиваме се за војни, за жртви, за катастрофи, за неправда, за насилства, за терор. Ретко слушаме добри вести. И кога сме веќе кај добрите вести, добро е да кажеме дека најдобрата вест што човекот ја слушнал некогаш била соопштена токму на денот што го одбележуваме оваа вечер. Најдобрата вест била соопштена кога се родил Господ Исус Христос. И таа вест не била соопштена од деск, не била соопштена од спикер, дури не била соопштена преку телевизор. Таа вест се објавил еден ангел, и тоа од најголемиот телевизор што луѓето можат да го погледнат. Таа вест дошла директно од небото. И била соопштена на едни овчари. Овчари кои се грееле во близината на Витлеем, додека се грееле се појавил ангел и им рекол дека добра вест им носи, зашто во градот Давидов се роди Спасител кој е Господ Христос. И откако им е соопштил таа вест, целото небо се исполнило со множество на ангели кои запееле една песна. Песна која потоа станува позната со својата порака. Слава на Господ во висините, а на земјата мир. Меѓу луѓето добра волја. Ова фраза западниот свет повеќе ја познава со краткиот наслов In terra pax, или Gloria in excelsis Deo et in terra pax. На земјата мир. Во теророт на земјата мир. Зборот тера, кој на латински значи земја, малку звучи како терор. Може би асоциацијата која ни доаѓа кога мислиме на земјата е насилството и теророт, зашто кога постои човештвото, па до денес, она што ја одбележува земјата, она што одбележува историјата на човекот е теророт и насилството. Лошите вести кои ги слушат луѓето. И во сиот тој терор или ужас, како да не звучи невозможна пораката или веста која ја соопшти ангелите, како да звучи невозможно да има мир. Злото злобно се смее на копнежот на човекот за мир. Како да бараме нешто невозможно, како да претеруваме со нашето барање. Може ли да има мир? Ангелите тоа порачаа дека Христовото раѓање всушност навестува или најавува мир. Можно ли е или зошто не е можно? Слушнавме во вистинските вести во кои беа одразени вистински настани, беше спомнато за помош со богатство, беа спомнати големи сили кои војуваа, беа спомнати желби за мир, беа спомнати некои копнежи за слава на некои луѓе. И во сите тие, на сите овие начини, можеби, во сите тие сцени, луѓето некако се обидуваат, бараат мир. Денес, на нашите вести што ги слушаме, а основниот дел во телевизиските настани се вестите, она што најмногу се гледа, и најгледаните всушност телевизии се оние кои најмногу вести нудат. Основната содржина е сојузи, кој е добриот политички избор, кој ќе ни донесе мир или сигурност. Дали мирот ќе дојде од исток или пак постабилен е западот.
надежта за мир и сигурност се темели на моки. Не било поинако и во времето кога се родил Исус. Тогаш имало една голема империја, мокна империја, империја за која сите се надевале дека ќе осигури мир. Сите се надевале дека ако Рим не им обезбеди мир, никој друг не може да им донесе мир. На крајот на краиштата Римската империја имала воени сили стационирана во секое делче на империјата. Имале воени бази насекаде. На секој километар римски пат имало некоја стражарница. Имале една силна разузнавачка служба која можела во секое време да детектира каде има сомнителни политички движења. А и сите локални водачи биле целосно контролирани од Рим. Дури царот Ирод, кој во времето на раѓањето на Исус владеел во Јудеја, бил еден од непослушните локални водачи на Римската империја. Може би ви звучи познато. И луѓето се надевале дека Рим ќе им донесе мир. Меѓутоа, во истото време, некои други луѓе на други места на земјата се надевале дека нивната политичка моќ ќе им донесе мир. И кога некој се надева дека моќта ќе донесе мир и сигурност, секогаш има судир на една моќ со друга моќ и нема мир. И денес е така. Постојано силите на моќ војуваат меѓу себе, ветувајќи дека токму тие ќе донесат мир. И нема мир. Други се надевале и денес се надеваат на богатства. Некои сметаат дека високите износи на сметките, било домашни или странски, било јавни или тајни, ќе им обезбедат слобода, сигурност и мир. Во минатото, во древноста, тоа се мерило со ковчези, злато или скапоцени камења. Денес мирот и сигурноста се мери со банкарски сметки. Додека истака се додека трупаат, додека не разберат дека собирајќи едно нешто, во исто време трошеле нешто друго. Собирајќи богатства, си го потрошеле животот. И Господ Исус раскажува така за некој богат човек, кој натрупал толку многу жито, собрал толку многу жито, што неговите амбари не можеле да го соберат. Па затоа изградил уште поголеми, уште повисоки и нив ги наполнил. И на крајот разбрал дека тие амбари се само едни дрвени ковчези во кои ќе биде сместено неговото празно, бездушно тело. Па замете го за пример и самиот Божик, во што се претвори. Божик или Крисмас е денес најкомерцијалниот празник. Има една изрека, која е доста вистината за Божик, во која се вели дека Божик е празник во кој секој со секој се подарува подароци, тоест луѓе подаруваат подароци кои не им требаат на други луѓе, и подаруваат подароци на луѓе кои не ги сакат и ги купуваат со пари кои ги немат. И денес Божик се врти околу подароци, околу пари, околу нешто за кои луѓето веруваат дека носат мир, сигурност, на крајот осознаваат дека и тоа не може да го купи мирот. И на крајот луѓето веруваат и во надземни или надчовечки или божествени сили. Меѓутоа во суетата, во себичноста, во самодоволноста се измислуваат богови по вкусот на човекот, по мерката на човекот и се надеваат дека таквите богови ќе им обезбедат мир. Во древноста, во времето кога Христос се отелотвори, римјаните ги обоготворувале своите императори. Грците ги обожествувале своите мудри филозофи. А евреите пак се измислиле спасител кој ќе дојде, ќе ги спаси од сите непријатели и ќе ги постави да господарат со целиот свет. И кога дојде спасител за да ги спаси, но од гревот, ти му се смеја и се подигруваа со него, додека тој умираше на крстот. И денес човекот си издигна Бог.
го постави човекот како критериум, како мерка за се и се надава, надавајќи се дека човекот ќе донесе мир, човекот ќе обезбеди праведно општество. И на крајот гледаме дека човештвото зафаѓа уште поголем немир, незадоволство, терор. И длабоко во срцето на човекот, во срцевината на срцето, има едно празно место, една празнина, која самиот Бог ја остава како празнина, зашто ја создала самиот Него. Тој да влезе во тоа место, тој да го потполни, тој да го исполни, тој да донесе мир. Ајде се вратиме кај овчарите пак. Ангелите дојдоа и им најавија, навестија мир. Ако во тоа време на некого му требало на вистина мир, тоа биле овчарите. Овчарите биле луѓе кои чишто срце биле темпирани, буквално темпирани да реагираат, да штрепат на се. Живееле надвор од цивилизацијата, живееле со овци, живееле со кучиња, постојано со страв дека можеби некој диво животно ќе ги нападне или разбойници. А пак кога влегувале во градовите или во селата, живееле, престојувале во страв дека секој момент некој ќе ги избрка, зашто тие смртливи, прости, груби овчари не биле добредојдени во градовите и селата. И на такви луѓе доаѓаат ангелите да им навестат мир. И мирот го навестуваат со тоа што им објавуваат дека се родило бебе во Давидовиот град. Бебе кое не може да се грижи за самото себе, ќе ги реши проблемите на светот. Меѓутоа, овчарите не си го поставиле тоа прашање. Туку отидоа да го побарат бебето и да се поклонат. Зашто овчарите ја разбраа пораката. Тоа бебе во кое се воплоти Бог не остана бебе. Тоа порасна, стана човек и живееше само 33 години. Малку, 33 години. Повеќето обдека одамна ја надминале таа возрастна граница. Меѓутоа за тие 33 години Господ Исус Христос покажа во учењето и животот повеќе отколку што целото човештво собрано заедно може да покаже. Од тие 33 години земен живот на Синот Божи можеме да научиме повеќе отколку од сите човечки животи заедно. Синот Божи стана човек и го помина сиот терор кој го поминува обичен човек. Помина ни сите неволи и страдења кои дури не можеме да ги представиме. И во сето тоа, тој покажа дека единствениот начин да се стигне до мирот е пожртвуваната љубов. На сиот терор, на сиот ужас, тој одговори со љубов. И покажа дека нема друг пат за мирот освен љубовта. И Господ Исус Христос со тој живот, со своето дело, со слугувањето, со пораката, со жртвата на крстот, освои повеќе срца од сите армии, од сите парламенти, од сите водачи. И не само тоа, тој покажа дека во неговото царство, дека во неговото присуство секој е некој. Уште кога, во моментот кога ангелот Гаврил објави на Марија, едно селско, непознато девојче, дека нејзината утроба ќе биде употребена за воплотувањето на Синот Божи, тој потврди дека ги прифаќа сите, нуди љубов и мир за секого. Самиот тој беше роден во Витлеем, едно мало градче, непознато, не во светиот град Ерусалим,
Не во градот каде што водат сите патишта во тоа време, Рим, во Витлеем. Исус растеше меѓу селаните од Назарет, едно запуштено, зафрлено мало селце. И кога ги избираше учениците, оние кои треба да бидат сол и светлина на земјата, беа рибари, беа даночници, беа отфрлени луѓе. И покажа дека, за разлика од човекот кој некој ги смета за некој, а некој за никој, во Христос секој е некој и никој не е никој. И на крајот, за да го осигури мирот, Христос дојде, Христос се роди, за да трасира пат до Бог, за да го осигури најважното помирување, вистинското помирување, помирувањето без кое не е можно човечкото помирување. Денес многу се говори за помирување, многу се говори за простување, многу се говори за помилување. Вистинското помирување го даде Христос. Христос дојде и порача дека не е можен мир, не е можно помирување без мир со Бог. Тој повик, тој апелираше луѓето да се вратат дома, таму каде што припаѓаат. Дојдете дома, дојдете кај Бог, дојдете, вратете се онаму каде што припаѓате, вратете се кај Бог за кого сте создадени. Единствено во заедништвото со Бог, во општението со Него, во Божето присуство, може да има вистински мир. Без простување на гревовите, без ослободување од вината што ја носи гревот, без ослободување од последиците од гревот, нема мир. А Христос дојде токму за тоа, да донесе простување на гревот, да го ослободи човекот од тешката вина која носи од гревот, да донесе мир во срцето, мир со Бог, мир меѓу луѓето. И мирот почнува од самите нас. Мирот ќе биде можен кога во сечие срце ќе се зацари истинскиот Божиот мир. Мирот ќе биде можен кога секој ќе носи Христовата порака за мирот, за помирувањето со Бог. Мирот е можен кога секој ќе ја носи Христовата вест и ќе го демонстрира Христовиот живот. Живот кој покажа слугување, пожртвувана љубов. Интера пакс, можен ли е мир на земјата? Ангелите најавија дека Христовото раѓање беше за да има мир. Можеме, единствено во Христос. Ако поверуваме во Него, ако ги отвориме срцата за Него, ако побараме прошка за Неговите гревови, ако го повикаме Тој да биде нашиот Господар и Спасител. И тогаш, во срцевината на срцето, ќе се зацари Христос, мирот. И тој мир ќе го исполни нашиот живот. И од нас ќе се разлее околу нас. И овие вести, бидејќи се невообичаени вести, и овој дневник, бидејќи е невообичаен дневник, за да биде до крај таков, ќе се помолиме. Обично не се молат од дневниците, но во нашиот дневник ќе се помолиме. Може да ги наведнете главите и ќе се молиме. Татко Небесен, Ти благодариме за тоа што Ти во Твојата огромна љубов, неверојатна љубов, божествена, бескрајна љубов, го даде својот единороден син да се воплоти во само неколку килограми бебешко тело, да се ограничи со човечките ограничувања, да го живее човечкиот живот на маки и страдања, за да донесе спасение на човештвото. Ние Те благодариме, Небесен Татко, за тоа и се молиме сега
Нека Светиот Дух ги допре нашите срца. Јас се молам, Господи, за оние срце во кое што има некаков немир, вина, грев, страф, неспокојство. Ти да влезеш таму и да поканиш на покаяние. Се молам, Господи, во таа тишина, длабоката тишина во душата, да повикаме кон Тебе за покаяние, да повикаме кон Тебе, Ти, Господи, да загосподариш со нашиот живот. Ти да бидеш нашиот спасител, Ти да бидеш нашиот мир. Се молам, Господи, облечина во Твојата љубов, во Твојата топлина, земине во Твојата преградка и водине во овој свет на терор, на немир, да бидеме вистинските миротворци, да го носиме Твојот мир, да го живееме Твојот живот, да ја проповедаме Твојата порака за мир. Во името на Триединиот Бог, Син и Свети Дух се молим.